Солзи и смеа доаѓаат во Тетово. Актерите за прв пат ја гостуваат во Центарот за култура со изведбата на комедијата Жени на власт. Театарската представа започнува во 20 часот. Интересна приказна која ќе ги насмее и расположи присутните. Зашто се работи во представата, накратко ни раскажа еден од актерите. Имавме премиера во Битола, Жени на власт. Тоа е наш наслов, а оригиналниот наслов на представата е Женско царство, од еден познат бугарски автор Стеле Костов. Тоа е нешто како пишувал во времето кога кај нас пишувале Васил Илјовски, Ристо Крли и така натаму. Премиерата беше во Битола и започнуваме една турнеја низ Македонија, која ќе започне од Кочани и ќе продолжи низ сите поголеми градови низ Македонија. Ете, за прв пат ќе биде Тетово на 24 октомври во Центарот за култура во 20 часот. Содржината е многу интересна. Таа е нешто како приказна направена. Господ, така започнува, Господ гледа дека мажите многу ги малтретираат жените. Секаков контекст. Значи, од тепање, од ручеци праење, значи малтретирање нема и решава да ги смени улогите. Да му ја даде жената, власта на жените, а мажите да бидат со шами и да чистат и да прат ручеци и така натаму. Сега тука има еден многу интересен заплет. Тука има една градоначалничка која е многу во подминати години, па го сака да го омажи Стојанчо, тој е синот на незината најдобра пријателка. И тука има така една љубовна врска и што е битното, жените го прават многу полошо то малтретирање од колку мажите. Театарската група Солзи и смеа веќе подолг период е активна и создава комични изведби, кои ги споделува и на социјалните мрежи. За кратко време тие се интернет сензација во Македонија, а играат и театарски представи низ повеќе градови во земјава. По премиерата во Битола, Жени на власт се игра и низ Македонија. Сабота вечер е резервирана за тетовци. Сите кои се заинтересирани се уште можат да набават билети во Центарот за култура.